Господине Пандов, минатата недела премиерот Зоран Заев беше во официјална посета на Република Бугарија, откаде што потврди дека биле финализирани деталите околу договорот за добрососедство со Бугарија. Но тој и до ден денес не сака да ги открие деталите околу овој договор. Како го коментирате овој негов потек да се направи договор за добрососедство со Република Бугарија? Знаете, воопшто нема, мислам дека никој во Република Македонија проблем со тоа дека господинот Заев се обидува да потпише некој договор со Бугарија во дадениот случај за добрососедство. Тоа е пракса која што ја имаат и останатите земји и тоа е добро. И ние таков договор еднаш имаме потпишано со Бугарија. Но проблемот во овој момент околу посетата на господинот Заев и договорот кој што го најави дека ќе биде потпишан на 2 август е во тајноста на договорот, а причините зошто пак досега не бил обновен тој договор, знаеме дека имаат самата бугарска држава и бугарското раководство имаат барање према македонската држава и македонската влада во дадениот случај сега оваа на Заев, барања кои што се неисполниви, односно барања кои што реално влегуваат во најчувствителните национални интереси на Република Македонија и на македонците како народ. Тој при посетата во Софија се поклони пред споменикот на цар Самуил, на кој што пишуваше дека тоа е бугарски цар. Токму тоа дава одговор на претходното што го говорев. Повторно ќе речам, значи добрососедски односи да имаме, предпоставувам не само јас, било кој во Македонија, ние како луѓе, како граѓани, како народ сме луѓе кои што сакаме да имаме добри релации со луѓето, поготово со нашите соседи, но преку примерот на носење на премиерот на Република Македонија, во дадениот случај Зоран Заев не е отиден таму во приватна посета како Зоран Заев или председател на СДСМ, туку како премиер на Република Македонија, Бугарија и бугарското раководство, ако имале реално пријателски намери према Заев и према Македонија како држава, последен на кој што ќе го однеса да се поклонува беше царот Самуил. Да подсетам, на снимката се гледа дека тој е цар на Бугарија. Има така напишано бугарите. За македонската јавност, за македонските граѓани и за нас како луѓе кои што сме растети во Македонија, цар Самуил е се, само не е бугарски цар. Е македонски цар, односно има свое царство, Самуилово царство, така се нарекува, да не навлегуваме во деталите, но преку таа постапка бугарите покажуваат дека единствено нешто што имале намера во тој случај е да го понижат, да го навредат македонскиот премиер, како тој се поклонува на бугарски цар, кој што, повторно ќе кажам, во македонската и бугарската историја е еден од поспорните личности. Зоран Заев со неговиот бугарски колега Бојко Борисов договориле и заедничка прослава на Илинден на 2 август. Дали сметате дека ова е мешање во историјата на Република Македонија? Не само што е мешање, нас подоцна не подсетија и бугарски европратеници или пратеници кои што се сега во бугарското собрание, како и за нас познатиот, предпоставувам и во самата Република Бугарија е познат Божидар Димитров, кој што тоа празнување на 2 август Илинден и тоа на Мечкин камен го разбра како чин во кој што се признава дека Илинденското востание припаѓа на Бугарија и дека бугари биле тие кои што го организирале тоа Илинденско востание. Го имам кажано, повторно ќе го кажам, за македонскиот народ, за македонската држава, она што е свет грал за христијаните и христијанството, Илинден и Мечкин камен е светиот грал за македонската држава и за македонскиот народ. Тоа е нешто кое што никако не сме да се користи за политички цели. Тоа е јадрото, поточно двата Илиндена, оној во 903 и во 44 година, се двата столба на кои што е поставена македонската држава. Тие востанија, и едното и второто, ги имаат направено македонските граѓани, сите кои што живееле на територијата на македонската држава, на Македонија како географска тогаш окупирана во првиот Илинден од
од страна на Турција, во 44-та да подсетиме од страна на Бугарија. И тоа е нешто кое што е, повторно ќе кажам, свето за Македонија и за македонскиот народ, и тоа не смее да се пипка. Ако нешто имаат намера веќе, ете, тоа било европска пракса, па да чествуваме заедно некои историски празници, може да се избере некој друг, но секако тоа не е илента. По посетата во Софија, владата на Зоран Заев најави дека ќе се врши ревизија на некои од учебниците од кои што учат македонските ученици, односно дека ќе бидат коригирани дел од содржините во учебниците. Според вас, кои делови конкретно мислат надлежните да ги коригираат од македонските учебници? Видете, вака да бидеме јасни кога говориме за историја. Бугарија и во бугарските учебници за историја, а тоа не подсетија нас, повторно ќе ги спомнам, и Божидар Димитров и пратениците и секој еден таму интелектуалец кој што ја разбира историјата, таму ја разбираат во Бугарија историјата. Они учат за македонската јавност, за македонските гледачи да биде јасно. Они учат дека Македонија и македонци не постоеле. Тоа е втора бугарска држава и ние како Македонија, како држава и македонците како народ се коминтерновска творба. Значи, што повеќе да се влезе во негација на она што е Македонија и што сме ние како македонски народ сега. Ако Зоран Заев му е прифатливо дека тој е бугар, тоа е за него, он може да одлучува со неговиот министар за надворешни работи Димитров за нив двајца. Они од позиција на премиер на држава и од позиција на министар за надворешни работи да ветуваа дека Македонија и децата во Македонија ќе учат бугарска историја, тоа значи дека прифатиле тотална негација на Македонија како држава и на македонскиот народ како основен народ кој што е на кој што е основоположник на оваа држава, и прифаќаат тие тези кои што таму бугарските историчари, не само бугарските историчари, него сите бугарски политичари. Вие не можете да најдете, појдете во Софија, ако најдете еден бугарски политичар кој што ќе каже дека македонците се автохтон народ, подеднакво ист како што се бугарскиот, грчкиот, српскиот, албанскиот, на оваа територија, јас ќе ви честитам. Сите тие се длабоко уверени дека македонци не постоеле, дека ние сме биле бугари и дека под наредба на Коминтерна во спрега со Комунистичката партија на Југославија нас не формираат како држава. Сите сме учели историја, ја познаваме историјата дека тоа не е така, но пак ќе повториме, она што го кажуваат сега Заев и Димитров е токму тоа, дека ние не постоиме како народ и ние сме вештачка држава.